изјавуваат од сите средни училишта, дури од факултети, а не се учениците или студентите спремни за да настават на своите работни места. Да не спомнувам, тоа станува и за архитекти, и за доктори, и за правници и така натаму, а уште помалку кога се кажува збор за завршено средно училиште, осредно техничко училиште, каде што, ајде ќе спомнам еден дребон, ако не да работи на дребон, не може ништо да направи, а само со учењето, без да има практична настава, тоа не може да биде тоа работно пред се. Уште еднаш, сакам да се заблагодарам на сите вас кои што се вклучени во овој процес. Убеден сум дека реалниот сектор нема да има потреба од барање на вакви кадри, затоа што и нивната инвестиција, што е сега заедничка со вас, ќе придонесе на сите наши ученици кои што ќе завршат средно училиште овде и било каде во средните училишта, каде што ќе има дуално образование, ќе имаме спремни кадри за адекватно, соодветно, навремено и квалитетно завршување на сите работни задачи. Иницијативата за спроведување дуално стручно образование доаѓа токму од самите компании. Нашата задача во оваа програма е токму да ја управуваме и да ја насочиме таа соработка меѓу компаниите, училиштата како дел од јавниот сектор и секако Министерството за образование и наука и истото тоа образование да биде признаено на ниво на цела држава. Компаниите многу инвестира во дуалното стручно образование, исто така и во работна сила, во персонал и во интерес на самите компании е да им понудат добри услови на за работа на кандидатите со цел да ги задржат учениците кои што кај нив досега се обучувале. И исто така во оваа составен дел на оваа програма е и месечниот надоместок кој што учениците го добиваат при извршувањето на практичната обука во компаниите. Значи компаниите им исплаќаат на учениците месечен надоместок за практичната обука. За Средното општинско училиште Ристер Истерски Ричков представува особена чест и задоволство што делегацијата на германското стопанство во Република Северна Македонија го избра како едно од училиштата со кои што ќе се спроведува овој проект за дуално стручно образование по германскиот модел. До минатата учебна година, кога за прв пат бевме вклучени нашето училиште, беа 5 училишта од 5 различни градови во Македонија. Оваа учебна година уште 2 други града се приклучуваат, значи комплетно, како што кажа и господинот Мартинс, во 7 градови низ Републикава, во 7 вакви стручни училишта се спроведува овој проект за дуално стручно образование. Кај нас од минатата година ги имавме запишано 2 образовни профили, техничар за индустријска мехатроника од електротехничката струка, со вкупно 10 ученика кои својата практична обука ќе ја спроведуваат оваа учебна година во компанијата Агентер и во компанијата Витаминка, додека другиот образовен профил беше техничар за производно машинство со 8 ученика кои што ќе ја спроведуваат оваа учебна година својата практична обука во компанијата ВИК. Оваа учебна година повторно на конкурсот имавме поставено за упис на овие 2 образовни профили. Запишавме повторно ученици, така да сега во нашето училиште имаме и во прва година и во втора година од 2 образовни профили по овој модел на дуално стручно образование, со тоа што за жал годинава е нешто нијанса помал бројот на учениците, 8 од техничар за индустријска мехатроника и само 3 од техничар за производно машинство, бидејќи всушност и од самите компании на некој начин бевме ограничени за бројот на ученици кои што тие можат да го прифатат со оглед на целокупната ситуација во земјата во однос на пандемијата COVID-19.